Прва сериозна бројка на вакцини доби Македонија. Долго очекуваните 200.000 кинески вакцини на Синофарм конечно пристигнаа во земјава. Со овие дози се планира од вторник да се засили темпото на имунизација ширум државата, со тоа што ќе се отворат 6 регионални центри за вакцинација. Очекувањата на здравствените власти се дека од 10 до 15.000 граѓани дневно ќе се вакцинираат, но и покрај тоа, граѓаните и натаму нема да можат да бираат која вакцина сакаат да ја примат. Во тие големи пунктови ќе има практично од сите вакцини. Еве следнава недела кинески и вакцини на Pfizer. Меѓутоа, мислам дека нема потреба да се става акцент на тоа да се бира вакцина, сите се со еднаков квалитет, нема никаква контраиндикација. Каква вакцина има во пунктот во тие часови кога е предвидено да се вакцинираат граѓаните, може комотно да примат без да бидат загрижени и да размислуваат дали има предност да се вакцинираат повеќе со една или друга вакцина. Според кинескиот амбасадор во Македонија, оваа пратка на вакцини представува пресвртница во солидарноста меѓу двете земји во борбата против пандемијата. Побарувачката за вакцини во Кина останува огромна. Како и да е, Кина наоѓа начини да обезбеди поддршка на земјите во неволја, вклучително и Македонија, за заедничка заштита на животот и здравјето на луѓето во земјите. Драго ни е што кинеските вакцини можат да придонесат во напорите за вакцинација на луѓето од Македонија. Со овие дози на Синофарм, приоритет за имунизација ќе имаат граѓаните пријавени преку сајтот vakcinacija.mk, според возраста и според приоритетот на пријавување. Во наредниот период треба да стигнат уште 500.000 вакцини на Синовак и дополнителни 100.000 кинески од Синофарм, како и уште 26.000 од Pfizer. Се уште нема точен термин за тоа кога и колкава количина ќе стигне од руските вакцини, а станува се понеизвестно пристигнувањето на вакцините на AstraZeneca, имајќи ја предвид состојбата со вирусот во Индија.